Целта на дводневниот тренинг во Охрид, според организаторот Националниот демократски институт од Вашингтон, бил можност за размена на мислења и искуства на жени од различни политички партии. Сара Беди очекува тоа да резултира во една заедничка работа на законски одредби и соработка на национално и локално ниво меѓу учесничките на сесијата. Веќе слушнавме од учесничките на обуката дека тие ги ценат состановците со жените од другите партии, ги слушаат нивните ставови и разговараат за колективни цели. Се надеваме дека во иднина тоа ќе се преслика и во политиката. Локалната канцеларија на NDI во моментов работи со жени кои се лидерки во политичките партии да се приклучат во политичкиот живот на престојните парламентарни избори, вели Александра Цветковска од канцеларијата на NDI во Скопје. Но таа истакнува дека учеството на жените во локалните органи на власт не е помалку важно за програмата. Ја поддржавме апликацијата на две советнички од две различни партии од еден од најголемите градови во Источна Македонија, кои што заедно ќе работат на проектот со кој што аплицира во една шведска програма. Актуелните пратенички Рената Дескоска и Нора Алити ја поддржуваат работата на NDI на локално ниво, посебно во случај со изборот на градоначалнички, каде не постои квота или законска одредба. Може да се направи и стимулирање на кандидирање жени за местата градоначалници. Ама за жал во Република Македонија никогаш и кога имате пропишана законска обврска да имате одреден број жени на во определени органи, тоа не се почитува. Други работи не може да се регулираат со квоти, а тоа е градоначалничките места, но придонесуваат со работата во политичките партии, придонесуваат за подиграње на таа свест во политичките структури за да се кандидираат повеќе жени.